Прво послание на апостол Петар, 3 глава. А така и вие жените бидете им покорни на своите мажи. Та ако некои од нив не му се покоруваат на словото преку поведението на своите жени да се придобијат без приговор, кога ќе го видат вашиот чист и богобојазлив живот. Вашата убавина да биде ненадворешна, односно во плетењето на косите, китењето со злато или облекување на облеки, туку внатрешна, во срцето на скриениот човек, во постојаност и тих дух, што е драгоцено пред Бога. Зашто така некогаш се украсуваа и светите жени, кои се надеваа на Бога и им се покоруваа на мажите своји, како што Сара го слушаше Аврам, нарекувајќи го Господар. Вие сте нејзини чеда, ако правите добро, не плашете се од ништо. Така и вие мажите, живејте со своите жени во разбирање и почитувајте ги како послабо суштество и како сонаследници на благодатниот живот, за да не се појави препрека во молитвата ваша. А најпосле бидете сите еднодушни, сочувствителни, братолюбиви, милосрдни, дружелюбиви, понизни. Не враќате зло за зло или навреда за навреда, туку напротив, благословувајте, знаејќи дека за тоа сте повикани за да наследите благослов. Зашто кој го сака животот и сака да види добри денови, нека го пази јазикот својот зло и устните негови да не озборуваат лаги. Нека одбегнува зло и нека прави добро, нека бара мир и нека се стреми кон него. Бидејќи очите на Господ се вперени кон праведните, а ушите негови кон нивните молитви, а лицето Господово е против оние кои прават зло, за да ги истреби од земјата. И кој ќе ви направи зло, ако правите добро? Но ако истрадате за правда, блажени сте. Не плашете се од она од што тие се плашат и не бојте се. Туку Господ Бог почитувајте го во срцата своји, а бидете секогаш подготвени со кротост и страхопочит за одговор на секого кој од вас ќе побара сметка за вашата надеж. Имајте чиста совест, да со тоа што ве напаѓаат како злосторници да се посрамат тие што ве кудат поради вашиот добар живот во Христос. Зашто, ако е угодно на Божјата волја, подобро е да страдате правејќи добро, отколку вршејќи лошо. Бидејќи Христос, за да не доведе кај Бога, еднаш пострада за гревовите наши, праведник за неправедните. Вистина, умре по тело, но живеа со духот. Во него откако слезе им проповеда и на духовите кои беа и в затвор, кои некогаш не се покорија кога Божјата долготрпеливост ги очекуваше. Во времето на Ное, при правењето на ковчегот, во кој малкумина, односно 8 души се спаси од водата. Образецот на таа вода, крштевањето, но не отстранувањето на телесната нечистота, туку ветувањето на Бога добра совест, не спасува сега и нас преку воскресението на Исус Христос, кој откако се вознесе на небото е одесно на Бога, а кому му се покоруваат ангелите, властите и силите.